Секој кој што сгрешил пред законот, ако евентуално сгрешил, треба да одговара и тоа, точка. Не очекувам некакви спектакли од тоа, така да лошо кога луѓето бегаат од правдата. Баш по школски буквар го исполнува условот дека некој дека треба да му се определи мерка притвор бидејќи истиот се дал во бегство. И Дуи отиде во опозиција. И тоа е добро за државата, за албанците, за Дуи. Видете, им требаше и на нив период да бидат во опозиција за да се реформира. Господинот Мицковски оди на доминација на македонците во владата, маргинализирање тотално на албанските представници. Дали е сега безбеден кај што се наоѓа во својот дом? Па сигурно во притвор. Обвинителот кој што ќе дојде треба да ги ревидира овој начин на работење. И така некаде 20 на 21 година кога имав, ако не се лажам, стигна во 10 најдобри пианисти во Европа. Музиката е голем дел од нашиот живот, но не е единствен дел. Нели, моето семејство е како и секое друго семејство. Имаме на дневен ред многу нешта кои што ни се важни. Добро дојдовте во новото издание на ТВ-магазинот Трилинг. Страф од избеганиот груби. Магла од враќањето на поранешниот висок партиски функционер на интегративците и најблизок соработник на Али Ахмети. По подолга медиумска абстиненција во Трилинг гостин е Арбен Таравари. Добро дојдовте, господине Таравари. Добро ве најдов, ви благодарам на поканата. Колку враќањето на Артан Груби ќе предизвика политички потрес во државата? Не верувам дека враќањето на Груби би било некаков потрес, коинциденција или случајност. 2021 во ист датум 23 февруари се врати Мијалков. Истиот ден, после 5 години, 2026, исто 23 февруари, се врати Артан Груби. Јас се коректно, мислам добро што се јави таму кај што треба да се јави, во судот и во обвинителството. Се надевам дека ќе има транспарентен и правичен судски процес. Секој кој што сгрешил пред законот, ако евентуално сгрешил, треба да одговара и тоа, точка. Не очекувам некакви спектакли од тоа, така да лошо кога луѓето бегаат од правдата и добро е кога ќе излезат пред нив и може да испадне и да биде невин. Ако е виновен, треба да одговара и точка. Имајќи во предвид дека Груби на граничниот премин веќе беше пречекан, имаше медиуми, големо обезбедување, дури се појави со насмевка. Дали може би препознавате политички дил помеѓу Артан Груби, Дуи и актуелната власт? Не би сакал да влезам во конспирации, меѓутоа битно е дека господинот Груби сега ќе се појави во судски процес и треба да одговара или да ја докаже својата невинност. Не би сакал да влегувам во конспирации, дали е договорено, дали има позади неговото доаѓање некаков договор меѓу некои центри на моќ или некои политичари во Македонија. Времето ќе покаже. Најверојатно времето ќе покаже. Јас велам само дека добро е што се врати и добро е што... Не ви е помалку индикативно, 14 месеци не беше во земјата и потоа се носи одлука од страна на обвинителството за куќен притвор. Видете, тоа е чудно. Дефинитивно е чудно дека после 14 месеци бегство од Македонија одма обвинителството, меѓутоа и тоа што читам, не знам колку е точно тоа, дека и МВР, оделение од МВР и АНБ дали дека он треба да не е безбеден во затворот и е пуштен во домашен притвор. Меѓутоа, повторно, не би навлегол во тоа. Очекувам дека ќе има транспарентен и правичен. Дали Груби оди Курбан за да се заштити Али Ахмети и она крило кое на некој начин беше секогаш контра и често се конфронтираше со еден од најблиските соработници на Ахмети?
Видете, тоа се внатрешни превирања или случувања во ДУИ. Ја не би сакал во тоа да навлегувам. Знам дека ние порано и сега сме го критикувале многу Артан Груби за тоа како владееше и како се однесуваше генерално и за тие односи што беа во владата 2020-2024. Тоа се веќе внатре-партиски превирања и односно случувања во ДУИ кои што не би сакал ни да ги коментирам. Сметате ли дека после враќањето на Груби на сцена ќе настане уствари раскол кај интегративците? Видете, раскол кај интегративците настана кога господинот Меджити отиде, излезе како фракција. Тоа беше крај на 2023, почеток на 2024 година. И после тоа реално имаше одреден проток на луѓе кои што посебно после изборите од 8 мај 2024 година, кои што од ДУИ отидоа према демократското движење. Сега дали би имало и други случувања внатре во ДУИ, не можам да предвидам и реално и немам информации. Сепак ние сме друга партија, тие се друга партија, така да не можам да предвидам и да знам сигурно. Влен е неодржлив проект. Не случајно ја во почеток верував во тој проект и како Алијанса за албанците се приклучивме и од Лен станаа Влен. И земавме 107.000 албански гласови. Без министри, без вработувања, без директори, без заменици министри. 107.000 гласови. Тоа беше на 8 мај 2024 година. Сега, со целата поддршка од владата, Влен на овие избори во советнички листи, тоа се гласовите на партиите, земаа 91.000, значи 16.000 гласови помалку од колку кога бевме во опозиција. Нели, првите 2 години се очекува во секоја партија кога ќе биде во власта да порасне поддршката. Сега имаат 6 министри, 7 заменици министри, околу 200 директори, вработувања, имаат пат на гласови. Не ова фрагментирање само Арбен Фетај не збори со Азер Алију. Двајца што беа членови порано на Алијанса за албанците. Истото имате во БЕС. Фатмир Лимани е во едната страна, Аднан Азизи во другата, Билал Касами во третата страна. Исто имате во демократското движење на Изет Меджити. Значи, и таму има поделби. Денешна временска гледна точка сгрешивте при вашите политички амбиции. Игравте со вреди, бевте со вреди, пативте, му се придруживте на Али Ахмети и на крај како да останавте сам. Не сме останале, видете, не сме останале воопшто сами. Јас сум многу горд дека 2024 ја формиравме Влен, и успеавме ДУИ да ја однесеме во опозиција. Тоа беше огромен успех. Се разбереме, 107.000 гласови без никакви привилегии, без никаква власт, тоа е огромна работа. И ДУИ отиде во опозиција. И тоа е добро за државата, за албанците, за ДУИ. Видете, им требаше и на нив период да бидат во опозиција за да се реформираат. Сега веќе гледам нови имиња, одредени стари кадри веќе се дистанцираат или се надвор од структурите на партијата. Значи, направивме добра работа. Сега, дали добро направивме што отидовме од Влен? Според мене, апсолутно добро. Штом еден проект гледате дека не е одржлив, не е функционален, туку таму работите се случуваат кој како ќе успее да се пробие, нема центар на, да речам, или раководство на таа коалиција, туку спонтано, хаотично се движи. Сметате ли дека долгорочно вреди нема да обстои на политичка сцена? Апсолутно не. Ете, оваа се снима, оваа емисија, понатаму можда и ќе се прават анализи. Јас ви кажувам од внатре, ја гледав дека таму не функционира.
Дури Алијанса за албанците, по сите анкети, јас ви кажувам овде, ова некаде во март, Алијанса за албанците од вкупно вреди, ако беше 7,8 поддршка во народот, 4,8 беше Алијанса за албанците. Значи, повеќе од половина од тоа што вреди имаше поддршка кај граѓаните. Меѓутоа, премиерот Мицковски успеа да ги одржи и ја велам, без да ги пегла тој еднаш на 2 недели, 3 недели, тие би се распаднале кога би ги пуштил сами да пливаат, би се распаднале за 10 дена, не повеќе. Меѓутоа, на премиерот му одговара, дефинитивно му одговара, ги фрагментира, ги има, колку да рече дека ете има и албанци представници во владата. Кредибилитет веќе немаат никаков кредибилитет во албанското население, нели? Тие партии претендираат да земаат гласови и поддршка од албанските гласачи генерално. Не велам дека и други народи кои што живеат во Македонија не гласаат одредена опција, така да според мене апсолутно е неодржлив проект. Може да се спојат две партии од таму, меѓутоа сите овие 7-8 фрагменти нема шанси. Како го оценувате функционирањето на владината коалиција ВМРО, ДПМН и Вреди? Видете, да бидеме искрени, секаде го кажувам ова и повторно ќе го нагласам, дали ќе има предвремени избори зависи само од ВМРО, ДПМН, од никого друг. Бидејќи имаат 58 пратеници и за да се распушти парламентот треба да изгласаат 61 пратеник. Нормално е опозицијата, посебно албанската, која што по сите анкети е многу понапред од позицијските партии, од владините партии албански, нормално е да побара да има предвремени избори. Господинот Мицковски оди на доминација на македонците во владата, маргинализирање тотално на албанските представници, нешто слично што Дуи правеше на СДСМ. Слична беше ситуацијата. Доминација на Дуи, зборам за периодот 2020-2024, иако Дуи немаше ваква моќ. Меѓутоа, некако се обидува се да биде под нивна контрола, што подоцна им се врати бумеранг. Значи, сите македонци гласаа против СДСМ, затоа што им попушта многу на Дуи. Сега сличен феномен, иако македонската опозиција за жал едвај закрепнува и едвај преживува, јас се надевам дека ќе имаат подобри денови во идниот период за да се рехабилитираат. Мислам дека и ова што се случува во македонскиот блок ќе има контраефект према партиите кои што се во власт. Албанските партии зборувам, и со тоа било кога да се одржат избори. Ја ви гарантирам дека повторно огромна ќе биде разликата меѓу албанската опозиција и тие партии што се на власт. Дури тие кај албанците веќе не се доживуваат ни достоинствено. Се доживуваат како вазали, се доживуваат како луѓе кои што по секоја цена се делат, се караат. Многу лоша слика за влен. Практично едно политичко мочуриште кое што кога ги гледаш од далеку ти доаѓа да викаш подобро да не се нарекувам политичар или да не бидам дел од ова што се случува со оваа група на луѓе. Следите тренинг, гостин во емисијата Арбен Таравари. Господин Таравари, Бадентер под лупа, балансерот се потиснува. Дали се вгнездува една српска антиалбанска политика со логиката и методите на албанците? Многу им е дадено. Дефинитивно да. Не е оваа моја констатација за српското влијание во Македонија. Господинот Љупчо Гергиевски кажуваше една анкета, не знам од кај му беше, дека кои се народи кои што највише не ги сакаат македонците во нашата држава, тие биле бугари, хрвати, па албанци. Значи бугари разбирам и има одреден анимозитет сега во периодов поради блокадите што ги прави Бугарија на Македонија. Меѓутоа хрватите зошто? Зошто македонците да ги мразат? Да не ги сакаат хрватите, кога Хрватска била една од попријателските држави за Македонија, земји кои што помагала. И таа логика на Србија не ги сака бугарите, не ги сака хрватите, не ги сака
и албанците, и ова е рефлексија и во Македонија. И за жал и ова докажува дека влијанието на Србија е огромно во Македонија. Не зборувам само за Бадинтер, генерално, ја кажа во една емисија за децентрализација, фискална децентрализација, и направија филм од тоа, одредени центри, политички центри, кои што... На каков општествен договор алудирате? Мора, видете, за оваа држава, која што е заедничка, оваа држава и моја, и на моите деца, и на сите кои што живееме тука. За да оваа држава да има добар економски развој, треба да има внатрешна стабилност. Мора да има внатрешна стабилност. Кој е начинот до таа внатрешна стабилност? Двата најголеми народи во Македонија се македонците и албанците. Сметате дека во моментот немаме политичка и безбедностна стабилност? Безбедноста не можам да кажам, не сум експерт. Меѓутоа политичка секако дека немаме. Додека и на македонска страна врие со национализам, и тоа веднаш причинува и од другата страна, семете ги и социјалните мрежи и секаде, и утринските програми, слушајте ги ако сакате, ќе видите дека од двете страни има страшно непријателство кое што е артифицијално. Луѓето, ако одите да ги прашате како живеете, едни со други добро живеат. Меѓутоа, политиката како да се обидува да тригерира неподносливост помеѓу двата поголеми народи. Денове изјавивте дека е неопходен нов општествен договор. Меѓу другото, цитирам, велите, главниот столб на нашата следна цел ќе биде децентрализација, фискална конфедерација. Ја, кога кажав децентрализација, фискална децентрализација за општините, кажав нешто што беше во Уставот од 1974 година. Ако одите да анализирате кога општините во Македонија највише се развиваа. Се развиваа после 1974 со тој устав. Таму еден од јазиците кои што се користеа во Македонија официјални беа македонски, албански и турски. И никому не му пречеше ова. Никому. Општини имавме 34 општини со добар буџет кои ги контролираа и болниците, и полицијата, и судовите. Значи, председател на суд го избира советот на општината. Директорот на болницата го избира советот на општината и градоначалникот. Македонија има над 10 општини кои што имаат помалку од 3000 граѓани, замислете. Македонија има уште 10 други општини кои што имаат помалку од 10.000 жители. Значи, што ни треба? Повеќето општини се неодржливи за развој. Да не зборуваме за просперитет на овие општини. Што ни треба? Ни треба еден договор, евентуално да се вратат 34 општини повторно во Македонија, фискална децентрализација, официализирање на двата јазици, што им пречи, што губат македонците, која 1974 било официјален јазик. Албанскиот, што им пречи сега? Зошто да оставиме вакви теми? И да се затворат одредени недоразбирања, а кога ќе има внатрешна стабилност, тоа е огромен потенцијал за да се развива државата. А со вакви теми, кои што ја разбирам, на одредени партии од власта им требаат. Кога има економска криза, кога има незадоволство на синдикатите, кога има незадоволство од студентите, отвараш ваква тема, пушташ низ етер и етер. Луѓето повеќе се занимаваат со ова, отколку со основните работи, а за мене најголем патриотизам за оваа држава е да има спокој, мир, економски развој и да бидеме дел од Европската унија. Господин Таравари, во емисијата доаѓате директно од клиника, дали тоа значи дека политички се пензионирате или пак можеби Таравари да биде идниот лидер на ДУИ? Не, ја не планирам. ДУИ е друга партија, Алијанса за албанците е друга партија. Јас, за разлика од повеќето политичари, например сега во Македонија, ќе ви кажам, имате заменик министер без диплома. Замислете. За кого зборувате? Ете, истражувајте како новинар, не би сакал имиња да кажам. Или имате министер на многу битен ресор со просечна оценка 6,2. Тоа значи се шески и една седмица.
Јас доаѓам во политиката како универзитетски професор од 2015-16 кога се вклучив. Бев доктор на науки од 2010 година, специјалист. Никогаш не престанав и кога бев градоначалник и кога бев министер, секоја среда ја прегледував пациенти. Земав слободен ден, па изработував сабота, недела, меѓутоа среда беше ден со пациенти. Јас се вратив во мојата професија, таму кај што најудобно се осеќам и најсуверено со моите пациенти и со нашите студенти, така да ќе останам во политиката додека дојде моментот таа новата генерација превземе и продолжи. Имаме доста добри кадри во Алијансата за албанците, така да не брзам, меѓутоа и размислувам за отварање на пат за помладите полека да ја развиваат партијата. Нели, и времињата се менуваат и секогаш освежувањата и добрите кадри кога ќе ги охрабриш и ќе им отвориш пат, размислуваат многу рационално и подобро. Ви благодарам за гостувањето и за интервјуто. Благодарам за можноста. Еве ово што го збориме денеска, овие непопуларни бидејќи и претходно кога кажав дека реакцијата на министерот е оправдана, кога имаме 2% и кога ги правиме сите тие измени на закони, сакаме на некој начин да подигнеме довербата. Со овие постапки на поединечни, довербата само се губи. Артан Груби е дома со семејството, еден од најголемите политички нарциси. Повторно ја подели јавноста, правната, партиската, судската. Господин Тумановски, сметате ли дека зад враќањето на Артан Груби во земјава се крие и политички дел? Ние како бранители секој пат се залагаме да нема притвор. Значи, таа е најнепопуларната мерка и треба да се користи како последно средство, кога се барат мерки за лицата да бидат обезбедени во текот на постапката. Сега, ние имаме една создадена пракса, и тоа со години, и покрај тоа што имаме многу одлуки од Страсбур, кои што имат доведено во прашање постапките кои што се водат кај нас, дека кај нас постапките се водени или се определува притвор многу лесно, и кога се определува притвор многу лесно, нема доволно образложение. Или кога се дават наводи во смисла дека лицето би се дало во бегство, ние немаме претходно како индикатори дека тоа лице сакало да бега, имало намера да бега. Например, би го кажал примерот со претседателката на Врховниот суд на Црна Гора, кој што преку телефонски линии кои што беа прислушкувани, истражните органи имаа сознание дека таа пред да почне акцијата во која што ќе биде исто така осумничена заедно со својот син, дека веќе договарала и одбрана со својот адвокат во Белград и купила авионски карти. Тие се индикаторите, например, кога обвинителот, нели кога ќе појде кај судијата кога првично се бара притвор, дека некое лице конкретно сака да преземе одредени дејствија за судот да се увери во барањето на самиот обвинител. За разлика од кај нас, тоа не е така. Ние може да 90 и не знам колку проценти во постапките имаме дека ако или доколку би се дал во бегство. Значи немаме ништо конкретно дека тоа лице би посегнало по таквото нешто. Како вие го оценувате? Од една страна АНБ и полицијата оцениле дека Груби не е безбеден во Шутка, а наспроти оваа проценка на безбедносните структури, директорот на Шутка оцени дека најбезбедно место за екс-вице-премиерот е всушност затвор, а не дома. Оправдани се реакциите и на директорот на затворот, каде што беше определена мерката за, бидејќи он веќе имаше решение да се однесе во притвор, кога би бил фатен, како што беше сега случајот со господин Груби. Такви сознанија директорот немал, како што слушнавме дека затворот имал такви информации или добиено АНБ или МВР, дека затворот не е безбедно место за притворениците.
Тогаш се поставува прашањето што со другите претвореници, дали тие се безбедни таму. Бидејќи со тоа се прави една селекција на одредени лица кои што се апострофираат дека тие не би биле безбедни. Дали е сега безбеден кај што се наоѓа во својот дом? Така да... Каде е побезбеден Груби? Дома или во притвор? Па сигурно во притвор. Бидејќи таму мониторингот е 24 часа, значи под постојан присмотра, има посебни келии, значи може да биде ставен истиот да биде во мерката да притвор да биде сам, да не биде со други лица, така да има можност тоа да се направи. Од друга страна, ние како држава треба да тежнееме, ако сакаме веќе кога ги упатуваме лицата на во куќен притвор, да им се даде можноста со алки и да се направи мониторинг, да се следат лица да не би се дале во бегство, бидејќи кај нас статистичкиот податок кажува дека куќниот притвор е многу малце застапен. Например, во годините назад, од денешна перспектива, например, од информациите, од извештаите на јавното обвинителство, стои дека куќниот притвор е се помалце застапен и по тоа излегува дека само привилегована група на луѓе добиваат таква мерка. Поради кого е небезбеден Груби? Од домашната УЧК, од Али Ахмети и негови соработници или пак можеби од луѓе инволвирани во одредени проекти кои биле правени биле во рамките на мандатот додека тој беше вице-премиер? Тоа не би знаеле да кажеме, бидејќи таква информација нема во јавноста, нити има информацијата која што беше пласирана од страна на јавното обвинителство зошто е побарана таа мерка, а не мерката притвор, бидејќи тој баш по школски буквар го исполнува условот дека некој дека треба да му се определи мерка притвор бидејќи истиот се дал во бегство. Зошто екс-вице-премиерот и најблизок соработник на Ахмети доби свој виден специјален статус? Нели по правилото сите луѓе се еднакви пред судот и законите? Јас и затоа и на почетокот кажав, сакам да се оградам од тоа дека ние како бранители бараме некого да биде ставен во притвор, но доколку веќе вака постапуваат и јавните обвинители кои што ги бараат тие мерки и судовите кои што ги определуваат, тие услови да важат или правила на игра да важат за сите граѓани, но не само за тие, нели, кои што ги спомнуваме дека последните случаи, како што беше, мислам дека и со случајот поврзан со керозинот, претходно со началникот на УБК, на ДБК, така да не биде само на одредени лица кои што луѓето тоа ќе го осеќаат дека станува спор само за VIP личности во државата. Туку секој граѓанин треба да ја добие таа шанса и судот ако ги земаме сите одлуки на Страсбур, кои што вели дека нити се кога се определува притворот, нити имаме докази за дека би се дал во бегство, дека би влијал на сведоци, дека би уништил докази или дека би го повторил делото или се е како се е наведено како во идно време, како нешто абстрактна форма, ништо конкретно, така да би требало луѓето да имаат можност кога точно се одредува во кои услови судот да посегне и по другите мерки, а не по најтешката како што е притворот, туку да се даде куќен притвор, да се ако доколку нема влијание на сведоци да има можност да понуди гаранција или другите мерки како што е одземање на патна исправа, јавување во суд, забрана за комуникација со одредени сведоци, луѓе кои што се од интерес на истрагата. Во јавноста засега скромно се коментираат можностите за поточно како ќе гласи обвинението против Груби. До овој момент не е покренато обвинение. За што би можело да се гони? Дали за случајот со државна лотарија, во која ако се имало предвид дека тој на таа седница владина заседало, меѓутоа сепак одлуката не е индивидуална, туку одлуките на седници се носат колективно. Дали сите ќе одговараат, а не само Груби? Предметот, колку што знаме, во истрага. Тоа треба сега обвинителот кој што постапува по тој предмет да утврди дали само господинот Груби е одговорен или другите членови на влада кои што одлучувале за поднос на тоа прашање
и дали одговорноста би била само негова или ќе биде поделена колективно, како што е донесена одлуката. Таму зависно од висината на казната и времетрањето на истрагата и времетрањето на мерката која што веќе определена. Дали Груби е осомничен за економски криминал, осомничен за економски криминал, станува всушност соработник на тајните служби? Агенцијата за национална безбедност знаеме која е улогата. Значи, повеќе Бирото за јавна безбедност на МВР има таква улога за да се бори по однос на економски криминал во државата. Следите трин гостин во емисијата Александар Тумановски, долгогодишен адвокат. Господин Тумановски, министерот за правда Филков со сериозни директни критики до обвинителството и судството. Дали сметате дека овие негови прозивки до судско-обвинителската власт всушност се и мешање во судската власт? При доверба од, условно кажано, 2%. Сад не може да точно да тврдиме, бидејќи тоа веќе со години се влечи дека 2% е довербата во правосудството. Оправдана е реакцијата на министерот за правда, но мислам дека има и други механизми преку кои што може да се види дали судовите и јавните обвинители правилно барат и правилно одлучуваат при определување на најтешката мерка притвор. Ќе кажам, например, дека статистички над 90% од барањата, значи од страна на обвинителството, се прифаќаат од судот. Тоа мислам дека е чудно, бидејќи не може сите барања да бидат со некоја абстрактна форма, без докази, по дефолт да се определува најтешката мерка, за кој што, ви кажав и претходно, Страсбур има неколку плејада на одлуки, Миладинови, кој што е најдолго траен, Рамковски имаме сега одлуки кои што треба да излезат дека државата направила повреда во тие постапки, па нека ги извадат со име и презиме. И има начин како тоа да се направи, бидејќи сепак Министерството за правда има и наш представник кој што е агент пред судот во Страсбур. Ако се сеќаваме добро, да се вратиме неколку години назад, и министерката Рената Десковска имаше едно законско решение кој што имаше наведено во Законот за судови, кај судиите повреда на член 5 и 6 од конвенцијата, утврдена во Страсбур во тие постапки за притворите, да се води дисциплински постапки против судиите. Тоа не траеше многу долго, мислам дека краток период беше, се вратија повторно назад, се тргнаа тие измени, али сепак е еден начин како да се промени свеста кај тие луѓе дека не треба сите да влегуваат под таа најтешка мерка, и на крај имаме многу постапки кај што државата исплаќа штета за таквите неосновани притвори. Така да, ако тука дозволуваме на овој начин да ни се по закон да се донесе таква одлука, зашто кај грото луѓе кои што се обични луѓе да се донесат одлуки по дефолт или да се држат во притвор без судот кој што има гаранција на човековите права, значи во постапката кога се определува мерката притвор, не внимава по службена должност тој притвор да биде колку што е можно пократок. Следува избор на нов државен обвинител. Каков профил на државен обвинител ни е потребен? Од кандидатите кои што се на... Еве ово што го збориме денеска, овие непопуларни, бидејќи и претходно кога кажав дека реакцијата на министерот е оправдана, кога имаме 2% и кога ги правиме сите тие измени на закони, сакаме на некој начин да подигнеме довербата. Со овие постапки на поединечни, довербата само се губи. Би требало да имаме републички јавен обвинител во државата кој што би влегол ревносно во борба, да не се бара по секоја цена за секој предмет притвор, бидејќи е огромен процентот. И ако во 2013 имаме податок дека тогаш е пикот на 770 притвореници во државата, па по сите реакции подоснежни и по сите постапки во Страсбур кои што беа за повредите, баш во тие постапки на необразложени решенија, долготрајни притвори, повторување без никакви докази за бегство и за влијање на сведоци, треба, сега сме некада дојдени 600 и нешто притвори на годишно ниво, од кои што 80% се во Скопје. Значи, дел се на организиран криминал, дел се на Висшето јавно обвинителство Скопје, така да обвинителот кој што ќе дојде треба да ги ревидира овој начин на работење
и само во конкретните случаи кога има потреба да се определува таа мерка, непопуларна, како што кажав на почетокот, но е битна за водење на постапките да не дојде до оговлекување или да не дојде до застарување. Ви благодарам за издвоеното време и гостувањето. Александар Тумановски, адвокат. Последните неколку години од неговиот живот се познаваме, Владимир Георгиевски, ми остави една мисла која што ден денешен со мене ја носам. Ми велеше: Дино, кога политиката ќе влезе во моите четки, јас нема да можам никогаш да ги измијам тие четки. И тој ми го остави тој аманет, бидејќи за него моментот на сликање, моментот на уметникување е света работа. И треба да се оддели од сите тие работи на еден начин. Вечерашниот соговорник е пианист, потекнал од музичко семејство. Меѓу колегите и љубителите на класичната музика е познат како волшебникот на пиано. Минатата година за прв пат настапи во градот на класиката, Виена. Настапувал со огромен успех и во Страсбуршката филхармонија, Софиската филхармонија, Македонската филхармонија, Македонската опера и балет. Соработувал со еминентни уметници. Добре да е за Дино Имери. Добро ве најдов. Благодарам на поканата, многу ми е драго што сум тука. Господин Имери, изгледа музиката е класичниот збор во вашето семејство. Татко, мајка, брат, сопругата е. По вашите стапки, веројатно иде и малата керкичка. Дали тоа е музиката ја одбравте вие или таа вас? Одлично го кажавте ова. Би рекол второто. Музиката ме одбра мене, а во претходниот дел би рекол дека сум благодарен на моите родители што никогаш не ме форсираа да одам во некоја насока, како што јас самиот всушност сега постапувам со мојата керкичка, односно ја оставам да покаже самата дали евентуално би имала интерес да продолжи со музика, да изучува повеќе, дали ќе биде тоа на база на, како да кажам, едно бавење по-несериозно со музиката, еден вид на хоби, што е исто така многу корисно за секој човек. Така што тие работи некако заеднички се врзуваат во еден круг, како што го нарекуваме, затоа што музиката е одраз на животот. Во неа има се. Дали животот ви е музика? Секако, сечи живот може да се прикаже музички. Во текот на еден ден доживуваме најразноразни моменти, чувства, тага, болка, среќа, исполнетост, досада, се тоа дел од животот на секој човек, се може да се прикаже низ призмата на музиката и всушност големите композитори тоа и го прават на еден многу креативен, но и природен начин. Тоа е многу важно. За вашиот татко нема ни потреба многу да зборувам, за Дамир, вашата мајка флейтистка, вашиот татко гитарист. Брат, Пардон, вашата сопруга диригентка. така. Дали е предност или понекогаш и хендикеп, сите кога ќе се соберете и сите само зборувате за музика? Не си пречите кога свирите, кога се уигрувате, условно кажано? Не, напротив, мислам дека музиката е голем дел од нашиот живот, но не е единствен дел. Нели, моето семејство е како и секое друго семејство. Имаме на дневен ред многу нешта кои што ни се важни, кои што не допираат, за кои што разговараме и се дружиме. Пред се мислам дека од голема помош да имаш некој кој што го разбира тоа што го правиш на некој начин кој што е многу директен. Значи не го разбира тоа теоретски, туку го разбира тоа затоа што го живее истото тоа.
ги знае страдањата на професијата, ги знае убавините на професијата. И би рекол, убаво е кога си обкружен со луѓе, а и добиваш многу нови информации, добиваш нови знаења, нови сознанија, нови текови, едни со други знаеме многу често да се инспирираме, да се пофалиме, но и да се искритикуваме, што е многу, според мене, многу поважно. Во музиката да нема суета, да нема его. Значи, само така се оди напред. Сте учеле од Људмила и Борис Романови. Сте имале можност да соработувате со, за жал сега веќе починатиот Ѓумар. Како се градеше Дино Имери? Како успеа да стане реномиран, македонски, признен и докажен пианист? Дома и надвор од границите. Тешко прашање. Пред се мислам дека гостив своето срце во музиката, буквално. Целосна психофизичка, ментална посветеност на една работа која што иако многу дава, исто така и зема, како и се она што кон кое што ќе пристапите со таква голема љубов, да не кажам дури и обсесија, на еден позитивен начин. Многу пред се многу работа вложена во музиката, во изучувањето, во процесот на образование, додека студирав кај моите ценети и професори кои што ми пренесоа толку многу знаење пред се, но и лекции, искушенија, начини на кои што практично работевме на сите оние работи кои што во мене не беа вродени, затоа што нели се вели талентот е важен, талентот е основа многу значајна и така натаму. Меѓутоа има многу пропратни работи кои што се всушност поважни од талентот, кои што се градат во оние микромоменти, онаа дисциплина, онаа работна етика, обземеност со суштината на професијата. Значи не толку со резултатот на она што ќе го направите, колку што со процесот. И професорите ме научија на еден начин никогаш да не бидам докрај задоволен, а пак истовремено да бидам спокоен, знаејќи дека сум го дал својот максимум во секој еден момент кој што ми бил пружен. За мене моментот на вежбање, на музицирање, на работа на една партитура, за мене е тоа радост, не е жртва. И тука веројатно затоа би кажал во тој еден долг пат не го почувствував толку како тежина и не очекував верификација, не очекував потврда од светот за мене. И на еден абсурден начин, всушност, потврдите почнаа да доаѓаат сами по себе, без јас да ги бркам на еден начин. И така некаде 20 на 21 година, кога имав, ако не се лажам, стигнав во 10 најдобри пианисти во Европа. И сега на таа возраст, тоа е навистина една ситуација која што може да колку што може да ви даде, може и да ви земе, нели? Бидејќи ако си кажете сами на себе, окей, достигнав сега нешто, тука доволно е, завршив, сега сум не знам што. Бидејќи малку е и абсурдно, мислам, одите во некое место, тоа се случуваше во Франција, се сеќавам тој надпревар, каде, не знам, луѓето ве сопираат по пат, бараат автограми, се сликаат со вас, ве има во весници и не знам што, се враќате дома, се исто, повторно, секојдневието продолжува. И на еден начин и нашето општество или, како да кажам, јавност, прашање колку ги препознава успесите на луѓето кои што живеат тука и творат, некако повеќе тоа се зема, како да кажам, здраво за готово. Јас го искористив тоа за дополнителна мотивација. Значи, таа рамнодушност, една да ја наречам, која што ја доживував кога се вратам дома. Тоа не ве обескрави, не ве демотивира? Воопшто. Кога, например, за прв пат, минатата година, настапивте во Виена. После 11 години, пауза, минатата година за прв пат настапивте на Охридско лето. Дали повеќе надвор сте ценети како уметници или дома? Дали дома бевте замрзнат музички? Дефинитивно и можам да кажам на многу начини се уште сум. Меѓутоа, тоа
е нешто што или ќе ве демотивира, како што кажавте, и ќе ве обземе и ќе се чувствувате, како да кажам, несоодветно, ќе се прашувате зошто е тоа така, или едноставно ќе продолжите со вашата работа и ќе ја барате вашата среќа и вашиот успех онаму каде што ќе биде препознаена, толку едноставно. Јас таа рамнодушност, на почеток беше рамнодушност, а потоа би рекол одеше во другата крајност, дури во поглед на завист, на љубомора и многу други ситуации кои што произлегуваат од секој успех всушност. На почеток таа рамнодушност ја доживував како добра можност нозете да ги зацврстам повторно на земја, после сите тие надворешни успеси и убави моменти. Океј, се враќаме назад во лабораторија да видиме кај сме, што сме, до кај сме, како можеме да бидеме подобри сега. Што ова може сега да направи за мене? Како јас оваа ситуација да искористам, да бидам уште подобар, да прогресирам, да пораснам како личност и се разбира како професионалец. И во тој момент прво би рекол нормално првиот момент е шок, бидејќи не разбирате таа психологија, зошто луѓето реагираат така на успехот на нивен човек, нивно дете, некој од средината од која што и тие потекнуваат. Но знаете како, ние сме на еден начин и одраз и на убавите нешта кај луѓето, но и на стравовите, оправданијата кои што луѓето си ги имаат, зошто тие не достигнале нешто, сигурно има некоја друга причина, зошто сега е тој, не сум јас и така натаму и така натаму. Че имаме многу наративи кои што луѓето ги користат на еден начин да си објаснат зошто се таму каде што се во животот. Постои ли зависност меѓу вас уметниците? Еве пред се меѓу вашите колеги пијано што свират, завист, љубомора, обид за престиж. Па, како поминуваат годините, некако ми се чини дека доминираат тие чувства за жал. Јас многу ги почитувам моите колеги, сите, и од сите учам. И ги посетувам нивните концерти, колку што дозволува времето, нели се разбира. И се радувам на нивните успеси, ама знаете како? Зависта, љубомората се тешки не толку за предметот на љубомората и зависност, колку за носителот, оној што тоа го чувствува, го носи во себе. И тоа е една длабока несреќа од која е многу тешко човек да излезе. Јас го немам тој луксус, би рекол, да се чувствувам така, и мислам дека нема потреба. За секој од нас има место под сонцето, особено во уметничка дејност како нашата. Мислам, да гледам јас во светот на спортот, каде нели спортот е компетитивност, треба да се надпреваруваме едни, јас треба да го победам противникот, тој сака да ме победи и мене и така натаму. Во тој свет јас гледам повеќе пријателство, отвореност меѓу луѓето, како да кажам, некоја поддршка, а ние што се бавиме со уметност, каде што не може да има најдобар. Мислам, не може да има различен уметник. Секој од нас изразува еден внатрешен свет. За мене лично е тоа несватливо и тажно, меѓутоа е реалност со која што се соочуваме. Гледате Трилинг, гостин во емисијата Дино Имери е од најреномираните македонски пијанисти. Господин Имери, можете ли да дадете куса оценка за генерално за класичната музичка сцена кај нас, ево и во делот на македонската современа музика? Па би рекол за современата музика не сум доволно во тек за да дадам некоја вака оценка или суд каде се движат работите. Има, сигурен сум, добри млади композитори кои што на еден начин сега си градат својата дејност, својата кариера. А во поглед на класичната музичка сцена би рекол дека оди одлично кога ќе се земе во обзир како се организирани нештата, кои луѓе ги носат одлуките, на каков начин. Сметате дека класичната музика е во чекор со европските и светски стандарди? Сметам за многу работи дека е не само во тек, туку и пред. Меѓутоа,
начинот на кој што се организирани нештата, начинот на кој што се носат одлуките, луѓето кои што се одбрани да ги носат тие одлуки, за жал, не тргнуваат од позиција на професионализам, од позиција на музиката, на уметноста, на препознавање на она што е квалитетно, вредно, естетски, било како. Туку се одвиваат по сосема други некои принципи кои што најмалку имаат врска со музиката. Од лични суети, фрустрации до секакви поделби какви што може да замислите. За жал, мислам, не можат, особено државните институции кои што се тука да ги стимулираат тие, особено, знаете, класичната музика, таа не е популарна музика, таа не е комерцијална музика во права смисла на зборот. Секогаш на еден начин, ако сакате да ја имате, морате да ја стимулирате, морате да ја поддржувате. Не се работи за износ на средства, се работи за однос. Односот, морам да кажам дека е на многу незавидно ниво и затоа велам, со оглед на тоа, како се поставени работите, чудо е што имаме ваква жива сцена и квалитетна. Меѓутоа, мислам дека се потпира на плеките на индивидуалци, кои што се сакаат таа работа и на еден начин можеби чувствуваат и некој пркос. Не сакам да се предадам, сакам да работам, сакам да обстојам, сакам да творам. Ова е мое време, сега сум жив, сега имам што да кажам. Во едно интервју велите, сакам да видам сцена што ќе функционира по највисоки професионални стандарди. Амбиент во кој раководните функции ќе бидат препуштени на личности со најголем професионален и човечки кредибилитет и интегритет. Дали тоа е возможно кај нас, особено што кај нас речиси се е исполитизирано? Точно, за жал, реалноста е таа. Дали е возможно? Јас сакам да верувам дека не е. Дека е, се извинувам. Како и кога тоа ќе се случи? Односно, прашање нели на мерката е, односно количината на мерка е одлука, свесност. Кое дно треба да се достигне пред да се запрашаме самите себе каде одиме со сето ова, колективно. Во моментов, општиот амбиент, општиот менталитет на луѓето, а и така е последниве години. Не е тоа само што е некој тренд сега актуелен. Се издвојуваат успешни индивидуалци и на еден начин, наместо да стимулираат, тие пречат. Тие го попречуваат оној комфорт кој што постои, она статус кво во смисла на квалитетот, на интерпретација, на уметност, се двојат по нешто. Оние кои што гледаат од страна, страшно многу се повредуваат и навредуваат, бидејќи сте ги извадили од нивниот комфорт. Сега, како може, тој е млад, сега не може, зошто сега, не му давајте ова, не му давајте тоа, рано е, и почнуваат блокадите на секој начин, на секој ниво. Многу предрасуди постојат. Од, не знам, првенствено тоа, стари, млади, жена, дали може жена да биде диригент? Не може, сега ќе покажеме зошто. И сега се влегува во такви некои, како да кажам, терање на некои теории, на некои што не држат вода. Некои од најуспешните диригентки во светот се жени, да кажеме. Пианистки, жени, прекрасни, светски. Значи, на секој основ, политичките определби, каква врска би имало за слушателот, во публика кој што ја следи представата или концертот или било што, дали уметникот е припадник или не е припадник на некаква партија, на некакво верување, на некаква идеологија, се едно. Значи, тоа е големиот ликовен уметник кој што, ете, последните неколку години од неговиот живот се познаваме, Владимир Георгиевски, ми остави една мисла која што ден денешен со мене ја носам. Ми велеше: Дино, кога политиката ќе влезе во моите четки,
Јас нема да можам никогаш да ги измијам тие четки. И тој ми го остави тој аманет, бидејќи за него моментот на сликање, моментот на уметникување е света работа. И треба да се оддели од сите тие работи на еден начин. Мислам дека ни фалат такви вистински уметнички личности кои што се на еден начин облагородени да ги препознаат сите тие разлики, меѓутоа да ги унифицираат преку својата уметност, не да направат уште поголем раздор во тоа. Многу примери имаме. Бах, музиката на Бах, таа е напишана во полифон стил. Полифонијата, односно повеќе гласи е, каде што секоја линија која што е напишана во неговата музика е различна. Секој еден глас има свој свет, кој што е тотално различен од оној глас под него, басот, сопранот, алтот, тенорот. Сите гласови се различни, а заедно функционираат во совршена хармонија. Тоа го може музиката. Тоа го можат музичарите. За жал, музичарите се презафатени со работи кои што немаат врска со музика. За жал. Мислам дека секој треба да трне пред се од себе, да биде искрен со себе малку повеќе и да види до каде е, како е. Кога ќе излезете во светот, не е важно од кое семејство доаѓате, нема мама, нема тато, нема бато, нема стрина, тетка, сето она што кај нас, нели на еден начин, понекогаш е фактор дали некој човек ќе дојде на раководна функција, дали ќе дојде на, не знам, до некаков успех, концерт, фестивал, како што споменавте, или ќе биде трнат, или ќе биде ставен и така натаму и така натаму. Личната суета мора да се трне на страна. Кога ќе дојдете во некој светски град, ќе настапувате како Виена ја спомнавте, или Лондон, или Париз, сега скоро бевме во Париз и во Лондон, во Виена, че во истиот ден имате стотици концерти. Не може ни една врска да ви помогне да ја освоите сцената. Мора да излезете таму и да покажете она што знаете и до каде сте и како сте. Да покажете да дадете некоја вредност на луѓето што дошле, одвоиле време, дошле да ја исперцепираат вашата уметност. Се уште постои тоа. Во оваа ера на технологии, дигитални и вакви и такви, човек има потреба да излезе од својот дом, да помине кој знае каков пат, гужви и сето тоа во големиве градови, метро, кај нас, во помал град, подеднакво тешко да се стигне од едно до друго место, доаѓа и влегува на концерт. Вие нешто мора да му дадете на тој човек. Кога ќе се врати дома да се чувствува исполнето, убаво, како нешто да добил. Се разбира тоа, вие кога одите во продавница, нели купувате нешто материјално. Ова е едно доживување. Вие кога одите на концерт, не купувате можеби ништо физички, меѓутоа добивате доживување кое што треба да биде незаборавно, да ве наполни со убава, позитивна енергија. Тоа се трудам да го правам. Во Македонија сум често присутен. На моја голема среќа, секогаш концертите се полни, луѓето доаѓаат, сакаат да слушаат, што ми дава чувство на оптимизам. Исто времено би кажал, позади сцената се соочуваме со многу предизвици кои што најчесто јавноста не е ни запознаена со тоа. Господин Имери, последниве години и пол-две одржавте 40 концерти, снимивте 3 албуми, напишавте музика за театар, имавте концерти во Словенија, Норвешка и други европски држави. Во април заминувате во Германија. Во Виена спомнав дека одсвиревте од Себастијан Бах, Лист, Рахманинов, Моцарт, Шопен. Што најмногу ви лежи? Или Бах? Убаво го спомнавте, Бах е вака. Поточно тие Голберг варијации, тоа е едно дело кое што јас веќе го работам последниве 6 години. Сега замислете која е комплексноста на таа музика и убавината, да може вашето внимание да го задржи 6 години работа. Кога почнав да ги работам, јас мислам не беше на повидок никаков концерт, не беше во план никаква турнеја еве како сега во Германија, што е всушност нели и земјата на Бах, ќе одам да го свирам Бах на германците на еден начин. Мене ме мотивираше самата музика. Беше, се сеќавам, точно првиот полициски час, ковид, пандемија, едно многу тешко чувство на неизвестност, на стрес, кој што сите ние го чувствувавме, изолираност.
И таа прва вечер, тој прв полициски час ги земав и ги отворив нотите од овие Голбергови варијации од Бах, кои што се монументално дело, кое што целиот мој живот сакав да стигнам, да дојдам на едно ниво да можам да почнам да ги учам. И тоа учење нема крај. Само што ја отворив првата страна од ова дело, целата стега надворешна, целиот тој стрес некако се спушти, слегна. Си дојдов на себе, што велат старите, и сватив дека е ова нешто кое што морам да го направам. Едноставно морам. Благодарам што дојдовте и бевте гостин во Трилинг. Благодарам, ми беше чест и задоволство. Дино Имери, македонски реномиран пианист во ова издание на Трилинг. Следет уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг, а вечерва ви најавувам идната недела ексклузивно како е формирана македонската масонска ложа од прегратките на српската во центарот на лондонските зидари. Големите мајстори говорат како се примале и кој се дел од 200 масони. Тука е крајот на уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг. Ви закажувам нова средба за 7 дена во исто време. Петок 20 часот и 45 минути и недела 19. Довидување.